Ти каде беше тогаш? Таму. Покажи. Те тука бев цела вечер, од местото не се потргнал. И? И едно време... Кое време? Кое време? Саат, минута, секунда, ајде. Немам са, темно, касно. Едно куче лаеше, многу кучиња има нит музеј. А да остави и кучињата после? После дојдоа директору и секретар. Со аудитор директору, свирна, отворив им, потражија го клучот и отидоа таму со колата до вратата. А крадците дојдоа пред нив или после нив? А тие беа со аудитор. За аудитор беше ни збор, јасно? Директорот, мислам, дали си приметил кај него нешто во последно време да е така... Нешто необично. Така. Нешто необично. Па да, вчера Сабајле дојде тука. Порано не доаѓал и... И како си сотире, како оде работата сотири. И? Па ја не сум сотир, одамна напушти работно место, отиде у Австралија, кај брат. И ништо, испрати ми писмо, само писмо, поздрав. Само писмо, поздрав. Во излега овде каде беше ти? Таму. Си напуштил работно место, а? Стражарско. Не сум напуштил, не сум напуштил. Отидо, сумњиво ми беше. Сумњиво ти беше, директорот дошол и секретарот ти биле сумњиви. Друг пат не доаѓале? Абе, доаѓале, па многу пати, работа тука. Па зашто ти се тоа сумњиви, бе? Па мислев, ајде идам да ги питам да не им треба нешто. И кога отидов, и кога ја отвори врата, гледам, не беа они. Не беа директорот и секретарот? Кога дојде аудитор вечерта, мислев директору и секретарот, темно, касно, црна аудио директор. Добро, можеш ли да се сетиш на нешто? Мислам, се може да ни помогне. Имаа чорапи. Има чорапи, а? Па кој нема чорапи без зевзек ни заеден? Абе, луѓе му доаѓаат одека му крадат, он ги гледа во нозете. Гачи има, мајци. Маскирани беа. Одби. Не примети нешто необично, да не одведе. Дали беа куси, високи глас, боја на глас, нешто, што имаше? Па шо знам еден друг малце полковник. Куси беа, така? Куси, Па куси беа, брат, па кажи така, поарно е тоа него чорапи. Релативно. Што е релативно? Па гледа го колкав е за него, сите се куси. Гласови какви, јаки, слаби, зарипнати. Јазик каков, македонски, шиптарски, турски, арапски, каков? Гласови, па шо знам, па ни глас не пуштија. Ни збор не кажаа, само... Само што само? Само сирената на колата е. Каква сирена? Со сирената клучот ќе го побара. Па со сирената, свирна, ја излегов, еден ја подаде раката и... Каква рака? Црна. Со црна ракавица беше. Професионалци. Вода. Зошто вода, шефе, некој нов метод? Жеден сум бе, успава ми се суши. Што правиш, бе ти? Дај вода! Вода, кај има вода? Хај вие тука. Истрага во што ли е? Ојде бе, чондо ли бе. Изволте, шеф. Кој знае од каде доаѓа? Вода, бе, мислиш, нечиста? Не бе, бандава. Ракавици, чорапа, ни збор не рекле. Може се од Куманово? Тие азинат одма се знаат кај се. Ја. А каба далче не знае, нема да го познаеш. Жента ќајбам. Или препченето. Чом, чамче, дом, куќа, балкон. На мртва точка с небе. Добро. Ти кога се освести? А ти кога се освести што? Ја кога се освестив, рекол мамо, а она кажи сине. Па добро бе, кај се најде тогаш овде мајка ти, мајка му даја? Не, мајка ми умра, има 20 години. Уште бил под халуцинации. Позната работа. Да бе, позната работа, ама ние ништо не откривме. Неле утре весниците има да ни спредаш ти. Добро, после мајка ти... Па добро, мајка ти ли ја прачуваш која е таа? Каква мајка? Една господја. Господја била овде? Не тука. Каде? Каде? Кај неја дома у станот. Значи ти одовде си отишол кај неја дома во станот. Како појде таму? Не знам. Како бе не знаеш? Како не знаеш? Си пошол кај... Абе, ако не ме фркне денеска срце, ќе живам 200 години. Ја познаваш ти таа господја? Не ја познам. Не ја познаваш? Прв пат ја видов тога. Па што се брал кај неја? Не знам. Да го викнеме началникот.
Каков началник бе? Овдека не се снаоѓаат најдобрите француски, англиски и амерички полицајци, високи професионалци се овие. Ако се високи професионалци ќе се снајдат. Крадците се високи професионалци. Алал да им е, ако не ги испразнат сите манастири, сите цркви, сите музеи. Абе ние кај треба да идеме на курсеви, на симпозиуми, на семинари на обука. Добро. Ти не знаеш како се најде кај неа? Не знаеш. Уште бил под халуцинации. Да. Се освести. И рече мајко, и рече. И рекол мајко, златниците, иконите. А та? А она ме распрашуваше дали ги познав. Кого дали си познав? Ајдуците што ги искрадува музејот. Па од каде знае таа дека музејот е ограбен? Од каде знае таа дека музејот е ограбен? Па не знам, ја и кажав дека не ги препознав. Чорапи, ракавици. А и за нивните гласови ме прашуваш. Па таа го распрашувала како ние, како полиција. Да бе, да, како полиција со таа разлика, што таа синовика веднаш после кражбата знаела за кражбата, а ние, леле, леле, високи професионалци капа им си ми нямеја, ова ли не? Ојди. Друго нешто те праша? Питаме за регистарскиот број на аудито. Леле, алал да е професионалка, а на нас не ни текна. Добро бе, го видели бројот, а? Не го видов, само... Што само? Само кажав и дека кога отидов пред да ме удрат за мајшами на згазени стоноги. И како смрди згазена стоногалка, бе? Па, ќе фати, ме ќе згазнеме, ќе видиме. Алал да им е, професионалци. Сега треба и стоноголки да бркаме. И додека не ги бркаме, тие на авион, ајде, отишле. И толку. Да ја видиш таа господја, ќе ја познаеш ли? Ќе ја познаеш и да видиш. Не. Некоја интерполка, како Не изгледа, знам. убава, грда, Па мислам убава. млада, не многу млада, многу млада. Па млада така колку мајка ми 35-36 години. Кога е родена мајка ти? 37 година. 15 март. Роѓенден, но не го забравам. Леле бе. 37 година, млада. Па има 55 години, ме. Па млада колку мајка ми кога умре пред 20 години. Добро, личи ли на мајка ти? Не. Мајка ми има голем нос, Шубенос. ова мал. Мајка ми е ниска, ова е повисока. Па добро бе, на кого се издуда ти волку голем, а? Па ја на татко ми, само малку помал. Ти малку помал. Многу помал да е. Пуда ти имам семката да ти имам. Води некај не. Не знам. Како бе не знаеш? Како бе не знаеш? Си бил тамо, во несвест, си се освестил, си дошол овде. Каде помина улица, број нешто, сети се. Па не знам, ја она реков и да пријавам у полиција. А таа? Она ми даде прво ракија да се напием, рече ми да се приберам. Ау, му ставила нешто во ракијата. 100% професионалка. Ништо не ми стави у ракијата. Удри ме со нешто по главата и онесвести ме. После се освестив тука горе на улицата до музеите. Како ли ти ја скинала, бе? Леле, алал да е. Алал да е. А? Дедо, што си направил? Што си се маскирал вака? Човек са 1000 лица. Празнував си. До аудито им паднале клучеви. Абе, велев јас, ми игра окото, не ке е нарно. Знаеш. Дилетанти едни, кочански аматери. Сите 20 прси да им се отсушат. Еве ги. Абе, слепци едни. Празноглавци. Абе, дилетанти. Што? Кочански аматери. Шутраци. Абе, ви систра се клучевите кај аудито. И сега ги има тој. Ке ги има полицијата, а полицијата, ке не има нас. Ништо не ни се истресло. Лажам? Лично тој ми ги покажа. Во марамче, за да се сочуваат вашите отисоци. Како, дилетанти, Да. кочански аматери, а? Оле, Како, отисоци. Брат паднал од Марс,
па ќе остава отисоци, нели? Ништо не си истресло. Неупотребли, чкар, сам ги фрли. Дилетанти. Дилетанти, кочански аматери, Кочански смотри. Попробвай. Ајде, Дајте да видиме сега што пишува. Дајте најде да кино за мастики. Еве за мастики ќе го најдем. Дај мине. Чао, чао, чао. Добро, сети се сега. Во станот на господјата со иконите, со накитот, со златниците. Мораш да се сетиш на локацијата. Слушна ли нешто за ориентација? Мислам, дали слушна автобуси, градски сообраќај коли, дали слушна деца куќија да лаат, авиони, старо купуе, нешто? Па ништо не чув. Главата ми вучеше. Добро, станот каков беше? Па стан како стан, убав, нов, шарен, со телефон. Шефе, што е? Кафе. Кафе? Не можеш без кафе, а? Не беше шефе? Што не? Ти дојде време за кафе, а? Од мене бараш кафе. Сакаш локум со кафенцето? Сакаш нескафе, капачињо? Што не бе, што не? Нема кафе. И мене ми се пие кафе, на работа сме во таните кафе. Шефе, службеничката од музеот ви носи кафе, да пуштам да влезе. Што не кажа бе дека службеничката? Ајде, може. Господјо? Господица. Тим болje. Знаете ли зашто сме овде? Цел музеј знае. Цел музеј знае. Епак ја знае цел музеј кога е ограбен до гола кожа. Со вакви чувари, без ориентација, без... Сотир не е крив. Ајде. Најлесно е сега кривицата да се фрли на чувари, чистачки. Кривицата е на друго место. Каде? Каде? Обични брави. Без алармен систем. Витрини што секој дилетант може да ги отвори. А сотира не ги бајте. Сериозен, точен, буден. Многу буден. Многу богами. Што ти ова на главата, сотире? Ќути, моја мака. Паднав, удрив се. Вие, силеджи. Туф, си лежи. Утре читај во вестниците, полицијата го фатила чуварот на музеите, го претепала. А Сотир? Сотир во Канада. Во Австрија, бе, коњ. А, во Австрија. Во Австралија, бе, луѓе. Голем грабеж во кампу. Што? Голем грабеж во комплексот на музеите. Веле дамеские, имаш достојни ученици, ведовци. Македонија може, а? Па и ние можеме. Може. Каде оди нашето културно богатство? До кога нашите икони ќе ги красат витрините на странските капиталисти. Абе, како да не ги красат витрините на нашиве капиталисти? Не се нервирај. Ама за нив ќутиме, доста мори пати. Имам список по азбучен ред, кој се дома има икони, од која црква, од кој манастир, од кој и првиот лав. Благо, и ушите имаат зидови. Грабеж како во гангстерските филмови. Него шта? Гледај, кој се крие за црниот Ауди? Кој се крие? Прва јавна куќа во Скопје. Охо. Што? Джабе ти. Не се нервирала. Не. Во населбата Ѓорче Петров, приватниот угостител ГМ отвори прва јавна куќа во Скопје. Два бели гулади. Игоре, ајде. Ништо не помага. Не можеш да ме изфрлиш од так.
Персоналот го сочинуваат девојки од 18 до 35 години. Опа! Јавна куќа Аполо во Прилеп. Јас 15 години тогаш. Никола 14, Васо 15. И чекаме на ред пред собата на Ленче. Прво му е крштевање. Јунквер, волтарот на Аполо. А Ленче ми вели, јел готово? Сите девојки се од странство, претежно од источните земји. Тоа, од источните земји. Да ви кажам, 946-та. Гостуваме ние во Москва. Јас и Тањушка. А Тањушка е едно нежно лице, некако овие денештиве наши. Кожа ѓон, шмиргла. Да ми беше жива мама. И доста читаш за јавните куќи. Доста. Непримерно е кога денес гледаш ли Кога целиот светски печат пишува за нашиот подвиг. Цената на полчасовна сеанса изнесува 100 германски марки. Стари, а за тебе има специјален попуст. Така е, за популарност, сине? Специјален попуст плюс 15 марки заради користење веб. Абе, држте ме, бе, мамино ти бе. Очите макушам, очите ќе ти излезат. Мачко! Владимире, доста бе, Владимире! Добро, готово. И се молам, личните и приватните работи оставете ги за понатаму. Сега, прво, нашиот проект. Значи, ќе формираме наша продуцентска куќа ТОИФА. ТОИФА, јапонски акции. Ни јапонски, ни кинески, ни грузиски. ТОИФА, точко и фамилија. Браво, бе, дедове, колку мозок имаш, бе, деденце, дедисимус, браво. Значи, ќе снимаме филмови, видео, касети, спотови, се комедии. Смех до суза. Добро, да видиме кој што се ќе работи денеска. Игор? Јас имам состанок со Христина во 10. На таа Христина не ги знам намерите, затоа на штрек. Кирил и Владимир, твои телохранители за секој случај. Бе, не доаѓа во обзир, бе, па кај бе, многу сум познат. Собере народ, чачкајца, вака. Бе, нека се собере, бе, па ти ќе си направиме тездичка, но одлично, слушај, имам 3 нови скеча од Силјановски од Карадаг, бе. Нека се собере. Види ги, тезги. Што треба да се костимирате и маскирате да го чувате, не? Ана, ти се враќаш во станот. Може да намине, за секој случај. А ние одиме. Ајде, Карта. Ајде. Внучке, ти како помитна синоќа со него? Шо? Така. Како тоа така? 2 и кусур сата заедно и само така? Да. Мора нешто да сте правиле, ма? Што правевте? Пеглавме. Тој ми фајташе, јас пеглав. И шо седеш? Пеглаше. Слушај, бре. Татко си. И шо? Прашај да не отишле предалеку. Еј, черко ти е, прашај. Анче, бе, ти шо, да не сте отишле предалеку? Не. Гледаш, слушаш? Не. Нема ништо да ти чупаш. Слушај, ба. Колку далеку, прашав? Од аудито до станот, едно 100 метри, 101 и 2, ни милиметар повеќе. Не е многу, па ти како си за Не е 100 многу. метри, што е? Тамам, Па таман, бе, браво, бе, Анче, бе, Фала, злата. тато. Бе, браво, нема што повеќе да очекуваме. Нема што да очекуваме. Попрва ќе видиме дали нема што да очекуваме. Па ти на што ти оди памета, па ти... Слушај, внучке, а тој... Ти го држеше ли во шах? Го држам, дедо. А тој? Здрвен целиот. Патриот човек. Добра, си свршила добра работа, не? Свршив, дедо. Сега биди готова да го напуштиш веднаш станот. Што? Да. Зошто да го напушти Да станот? го напушти, затоа што ти си му единствениот алиби. Неговиот Ауди е замишан. И тој за да се спаси ќе се повикува на неа. Ќе рече бев со Силвија од толку до толку часот во стан тој на улица, одат таму, Силвија ја нема, значи лаже.
Мораш да се демаскираш. Фризирај се, ретуширај се нешто, куферот враци и чао. Моја, да слушам. Искате днешни месец? Аз всичките прочитах с голямо уважение. Направиха ми истинско впечатление. Бенали. Не стигна да ги прочитам, има такъв случай. Астматичен се пневмония, знаеш. Ужас. Да, имаш право, това реално завършва с смърт и астмата и пневмонията заедно контраиндикативни. Ама не, мислят на везниците. На првите страни се остави наслов. Што? Не ти биде се нещо чудно? Да се помислиме това. Какви наслови? За она горе. Мало калибра како корен галива. М37,2. Пунктин кошучиња досте. Делате стратегиите, идеите да ставите победа. Одлично. Абе, а зашто не пуше? Я не знам. Моля ви се. Фришки вестници. Заповядайте. Да не искате да обедвате? Всичко се намира. Има яйца на око, сирене от родопите, българско и кисело мляко с нож да го сушиш. Капе. Бе? 2 кафиња. С мичко захарче или с локо? Само кафе. Аля, капе Морген. Кажи ми, зашто ни е пушката? Мислам, јас ќе употребам без доумење, само кажи ми да знам зашто. Се сеќаваш на пораката, стоката ќе биде испорачана кај Силвија Икс. На препад одземање на стока. Не, мене не ме интересира никаква стока. Ме интересира таа Силвија. Гледај. Овде имам 2000 марки. Ки. Заповядайте кафе. Да не искате марки, долари, франкове. Всичко се намира. Или продавате. Откупвам по най-червения курс. Бе, ни продаваме, ни купуваме. Си правиме море. Моля. Госпожа, аз съм за пазарлък. Обаче, ако искате, всичко се намира. Довиждане. Што ќе правиш со марките? Ќе ги дадам да се исели од станот. Само аз знае какво преживявам. Обаче, тук, у мен, още има характер. Моля.
Ајде. Господ... Повелете? Да? Може да ти питам нешто флагратно вака? Тој господин ваш директор тука ли е или не? Не. Ма, немој. Зошто бе? Каде? Моментално е зафатен, знаете, вечер имаме гости од странство. Да. У странство е? Не. Он е у странство, Не, Бога? гости од странство имаме. Па што не кажеш од нас места у место, бе, Бога? Зошто ви треба директорот? Како што ни тебе, бе, Богат? Па да правиме бизнес, Богати. Ја директно сум се враќал од странство, Бога ми. Сега сум се враќал директно од Мања Веспалја. Ти текне кај тој? Не. Абе, малку поблички, 2 сата пред Франкфурт, мислим, тука ти е одма. О, сум зимал клучови за апартман, тачно у шутка. Бога ми, директно сум ги зимал од господин, ој, како, хер Милер фон Зрзе. Го познаеш ти Милер? Не. Ај, штета, Бога. А не важно, мислим, сум ги зимал, сега клучовите, не само да ги зимаш, него сега почне борба, бе, господја, за живот, да се живи, да правиме, мислим, разбираш, да се рани фамилија, да, знаеш како, и сега, мислим, бизнес да правиме, разбираш? Па, можете мене да ми кажете, па јас ќе му пренесам на директорот. На кого? На директорот да му пренесам. На тебе да ти? Мене да ми кажете. Ма бегај бе, молите, мора. Види, Бога. Не сме тука, бе, затварај телефонот. Да. Немој да викате толку. Па како? Ма, кој висока? Хотелот висока Б категорија, човече, немој да викаш. Па кој те тера до Б да почнеш, бе? Што не си почнел од С, Богати? Срамота една. Пригати се, плюка, немој на мене со скини се обраќа, гледај, Богати. Како си да сме патели? Мори маш само, Богати, без образа, нека доаѓа директорот да го гледам да видиме, Богати. А какво става тук? Епа, когато става, не дей да наседнеш. Овој, ма Антоне, се развикал како ненормално, бе, како ненормално. Молјам се. Отивај. Добро. Види безобразна, Богати. Господи, се извинјавам, бе, овој. Ванка? Што ти е тој Ванка, бе? Казах Ванка! Не скажи зашто Ванка? Ще ве щупам цигулката от главата. Колко ти Ванка, бе, мамката твоя мръсна? На кого бе ти? На кого бе? Води Ванка, бе! На кого бе ти Ванка? Мој човек, моля се. Аз съм гражданин на този независима Македонија, во која се заражда демократическо општество. Немој. Аз съм в течението на 5 години. 7 пъти съм бил на самата църква. 8 пъти съм дарувал кръв. Зато да кажеш, дека јас не сум бил во Съборната църква, дека јас не сум дарувал кръв, дека Кирил не бил во... Кирил се казваш. Като баща ми. Што бе? Да те целувам. Ако би? За спомен на баща. Што е работа? Што станува тука? Българско розово масло. Видете. Господата желаха некој одговор на некои въпроси. Какви одговори, какви прашања? Ние. Слушај бе, господин директор, мислим. Абе, со оваа твојата човек не може да се разбира без скроз, Богати, па сме доаѓале да правиме едно бизнис, бе, како не му е срамотно, Бога, ми викал све на ти, Богати. Па, а сме доаѓале, ти гледам, мислим, овака ресторанот убаво, Богати, све што смаси, убави столиците, стале, све. Греота да не ти иде бизнес. Па сме доаѓале, мислим, ја и овој мој колега, да ти правиме едно. Ти ќе плаќаш хонорар, можеш у марки, можеш у долари, левови да даваш, не е проблем. Овој анимир веќе правиме. Хубавите афоризми, нели скечеви. Скечови, музиче, лево, Какви скечове, бе, каква музика, бе, ова е хотел од висока Б категорија. Гостите бараат мир. Назад! Ајде, какви виолини, какви мандолини, назад! Абе, со виолинче, бе, бати, сега ќе гледаш одма без виолинче, така. Страдивариус виолинче. Како Страдивариус? Ја, бе, Страдивариус. Ај! Dobro, Север, наредена. Моля ви се, аз съм швайцарски държавлянин, братя. Моля ви се, братя.
ова што го видовте овде беше скриена камера на македонската телевизија MTV. Директоре, неочекувано, нели? Вие ова не го очекувавте, па знаеме. Не се надевавте, но сепак камерата е таа што ова. Вие мислевте дека ние сме цигани, забавувачи. Не. Тоа е скриена камера на македонската телевизија. Велме, нели, како вака фино ова, вие не се надевавте, но сето тоа добро завачи. Браво! Това беше много хубаво и с много дух. Моите поздравления. Мерси. Па така е тоа. Скриената камера не би била скриена ако може да се види со голо око. Таа не се гледа, таа е. Сепак таа не гледате. Нели да зголемува 1:1200 до 1300 на 100. Материјалот ќе биде среден, монтиран, складиран се, ќе ви го дадеме да го видите. Ако ме бендисува, вие ќе го видите, ќе го пуштиме на телевизијата да се емитува. Ако не, на тоа што има да оди. Многу ви благодариме. Па тоа беше готово, екипа. Одиме! Како се одиме, Коле, Мане! Готово, Бајро, благодариме. Довидување. Ние ќе чао! Моите поздравления! Хубаво! Чао! Се извинувам што пречиме, господице. Ако го барате поп Цветко, тој е над мене, поп Георгија на презиме. Вас ве бараме. Ако сте вие, господица Силвија Икс. Силвија, да, ама Икс. Секој за секого Икс, додека не се запознаат, нели? Со кого имам чест? Ние имаме заеднички пријател. Вие имате заеднички пријател. Лазо Карапопов. Лазо Карапопов. Тоа ви е заедничкиот пријател. Јас сум господја Карапопова. Драго ми е. Ова е мојот придружник. И ве молам без глупости вооружени. Се ќе признам. Само не употребувајте, не злоупотребувајте ова. Ве молам, седнете. Повелете. Така. Знам што правеше мажот ми минатата ноќ. И јас знам. Знам се. Да. И? Виде, ладна, префригана. Значи да минеме на конкретни работи. Она што го направивте минатата ноќ, сигурно не ви е прв пат. Па сега, ако барате да признам, и ми е, и не ми е. Или вие, или не вие. Што има таа или вие, или не вие? Се ќе ви признам, се. Со господин Лазо Карапопов ми е прв пат, инаку не ми е. Што ти реков? Вие сигурно многу сакате пари. Сакам, а зошто не? Кој не сака пари? Кој не сака? Вие не сакате пари? Јас си го сакам својот маж. Ова е подкуп. Јас мислев подарок за роден ден. Знаете, денес ми е роден ден и очекувам големо друштво, само што не пристигнале. Мито. Заведнаш да го напуштите местото и никогаш повеќе да не се видите со Лазо. За
овие пари да го напуштам Место и Лазо? Па кого вие подценувате, мене или мажот ви? Еве уште. И за овие пари јас сега треба никогаш повеќе да не го видам Лазо? Еве, 2000 марки, но внимавајте. Само ако случајно Лазо дојде овде. Знаете, ако Лазо дојде овде по моето заминување, што сум јас тука виновна? Мислам, ако макар и за една секунда се сретнете со Лазо, верувајте ми, воопшто нема да се двоумам. Веднаш ќе појдам в полиција и ќе кажам се. Во полиција? Да. И воопшто нема да ми биде жал ако скапувате в затвор. Во затвор? Не, во тешево на одмор. Вие сте ми познат од некаде? Да не работите случајно во комплексот на музеите горе? Вие изгледа многу добро ги познавате работниците во музеот. Да не случајно вие работите во музеот? Не. Јас сум влюбеник во историјата и чест посетител на музеите, да. А вие ми личите на еден од ноќните чувари. Сега те утепам. Те утепам. Те молам. Значи, take it or leave it. Take it, секако take it. Само знаете, овде немаше ништо персонали, just a business. Значи, имате рок до утре да се спакувате и мисенката ваша. Се пакувам веднаш. Одлично. Но бидејќи човек со луѓе како вас не е никој пат на сигурно, докторот ќе дојде да провери за секој случај дали се придржувате до договорот. Доктор! Па се извинувам за чуварот, докторе, леле колку ми е криво, докторе, а колку фаците лажат, нели? За докторите мислиме дека се чувари, за чуварите доктори. Одиме.